многу е важно во квалитетот на овие реформи да има инклузивност во самиот процес. И тука имаше една широка расправа, затоа што и без да се дискутираше, еве пример, без да се дискутираше за да се отворат темите, на 1 јануари 23 данокот на личен доход, односно прогресивниот данок на личен доход, стапува на сила. Од 1 јануари стапува на сила оденочувањето на депозитите, што неколку пати од 96-та навака е пролонгирано, исто така и за данокот на капитална добивка. Ништо да не отворивме за дебата, тоа ќе стапуваше на сила од 1 јануари. Значи, дебатата е ради тоа да видиме за тие предлози што се, каде што нема покачување на даночна стапка, туку се проширување на даночната база. Не е воопшто погоден моментот заради неколку причини за реформа, да се согласиме со терминот. Прво, соочени сме со голема неизвестност. Ние не знаеме што ќе се случи или како македонската економика ќе се снајде во наредниве неколку 4 месеци престојната зима, затоа што најавите со енергетската криза не се воопшто поволни. Вовеќе предпријатија соочени со 5-кратно, 6-кратно зголемување на трошоците за електрична енергија, вклучително јавни предпријатија по општините, започнале да праќаат работници на принуден одмор, некои да го запираат овој процесот на работа и така натаму, а се навестува доколку состојбата продолжи како што најверојатно ќе продолжи, дека ќе имаме сериозен удар врз економијата. Се разбира дека не е тајминг за покачување на даночниот товар, затоа што со самата криза економски субјекти и така имаат проблеми од аспект на високите трошоци за работење, па дополнително ако дојде и нов товар од аспект на даноци, сигурно дека ќе ја влоши економската позиција на овие субјекти. Во тој контекст немам дилеми дека во иднина ние ќе треба да го зголемуваме даночниот товар, бидејќи на крајот на кришата Македонија сметам дека има простор да направи некаква корекција во оданочувањето, од аспект на зголемувањето на товарот, но се тоа поврзано со многу услови. Често пати зборуваме дека главен услов за нас е да се забележи волја на страната на борбата против сивата економија, бидејќи сметаме дека тука има доволно простор да се обезбедат повеќе даноци во апсолутен износ,